Значи, во мојата долгогодишна професионална професорска кариера и новинарска и истражувачка, сум комуницирал, сум соработувал со луѓе кои според своето национално-етничко изјаснување припаѓаат речиси сите групации во нашата држава во Република Македонија. И сум забележал дека доколку постои култура на диалогот, толеранција и приспособување кон различностите на луѓето со кои сме во креативен диалог или во креативна соработка, сите се наоѓаат точка да сфатат дека другите може да бидат различни, ама со нив може и треба да се живее, да се соработува, да се прават проекти и идеи и иднината да биде подпрена врз сигурни стабилни односи без нарушување на тие меѓусебни односи. Мислам дека најчесто проблемите во меѓуетничкото живење настануваат кога луѓето се со сопствените групации. Па тоа врз основа на лажно херојство утврдуваат дека тие се малку посебно вредни, поинаку квалитетни во однос на другите и тоаш тие ставови така пласирани во затворени кругови средини понекогаш ги застапуваат јавно и преземаат одврската ги застапуваат јавно. Е тогаш настанува облик на напнатост, на конфликтност, во кои механизмите што светот ги има можат да помогнат и да бидат применети. Инаку и покрај тоа што може во државата да се најдат простори во географска смисла, во функционална смисла, каде што етничките тензии, напнатости и нетрпеливости се присутни и е отступ на толеранцијата, сепак ние сме во основа едно мирно, спокојно општество, ако се има на ум какви се конфликти се настануваат во други општества, во некои од нашите соседни или пошироко соседство држави, и дека тоа е голема предност на Македонија. Тука придонес имаат и јавните определби во општеството, значи изразени низ аргументирани документи, потоа определен број нормативни аспекти од устав, закон и други акти, кои во себе содржат субстанца која ја подразбира соработката, толеранцијата и напредокот, и на крајот дека определен број традиции, кога не би биле инфицирани негативно, се на страната на соработката и толеранцијата. Значи, од меѓусоседски односи, од професионални односи, од застапување на идеи што се во сферата на културата, образованието, спортот, и дека тоа бие, и мислам дека е соодветна основа за натамош. И сега, во однос на луѓето што биле мои студенти, треба да се каже дека тие со мене имале соработка како со нивни наставник, со нивни професор, и секогаш позитивните точки од нивното сваќање и разбирање биле поизразени во однос на можни негативни однесувања. Ама јас тоа го толкувам како способност и квалитет, бидејќи значи луѓето имаат во себе субстанца да бидат толерантни, да бидат расположени, да знаат да се работуваат и исто така се разбира да очекуваат и од другите соговорници од другата страна или од другите страни во Македонија, како што сме ние мултиконфесионално, мултикултурно и мултинационално општество, исто така почит и разбирање што нема да ги повредува, да ги навредува и во крајен случај нема да ги нарушува нивните интереси, желби, стремежи и потреби. Тоа е како капитал доволно за една фаза, но треба натаму да се вреднува, да се толкува, да се унапредува и да одговара на можни предизвици од внатрешно настанување и можни надворешни влијанија, негативни врсти и односи.